Родителите не ја почитуваат реорганизацијата на училиштата. Типичен пример е подрачното училиште во населбата Македонка, каде што на 4 септември наместо 16 во училишните клупи засега ќе седнат само половина од нив или 8 правачиња. Според наставниот кадар, сепак позитивно е што општина Штип веќе не ги плаќа патните трошоци на учениците, чии родители ги запишуваат во други училишта. Превозот ова година сами си го сносуваат трошокот, меѓутоа од претходните години оде на државен трошок. Меѓутоа сега веќе се запазува она дека учениците, ако не посетуваат настава во својот реон, си ги сносуваат трошковите, патните трошкови сами. Така се случува и оваа година, од еден број на ученици кои што треба овде да се запишат во прво одделение, ќе учат во Централното основно училиште Тоша Арсов. Наставниот кадар забележува дека во подрачното училиште во населбата Македонка има одлични услови за едукација на учениците. Во 2013 година беше комплетно реконструирано со пари од владата. Нашите услови, еви сами може да забележите, дека се идеални, значи училиштето ни е реновирано 2013 година од средствата на владата. Имаме парно, имаме пархет, имаме прозорци и врати кои што е најбитно за затоплување на училиштето, значи идеални услови, имаме мултимедијална училница пропратена со прожектори, со компјутери, лаптопи, така да сите услови се запазени. Од подрачното училиште во населбата Македонка апелираат родителите да си ги запишат учениците во ова училиште. Инаку бројката на ученици кои учат во него се движи од 68 до 74, а ги опфаќа населбите Македонка, Балканска и Железничка.